Мобингот тешко се докажува, меѓутоа се докажува. Зошто велиме дека тешко се докажува? Затоа што обично се прави тет-а-тет, се прави лице во лице. Значи се прави насамо кога нема други сведоци или се прави усно за да не се остава траги. Зошто тоа се прави? Зошто се прави и често, нели, за да може жртвата потешко да се снајде со новите работни активности, да и треба време на адаптација, але дека и треба време на адаптација, од неа се очекува да ги изврши тековните работни задачи. Така што, освен честото прераспоредување, имаме и многу често давање на бесмислени работни задачи или работни задачи кои што не се во опис и попис со работното место на кое што работи самиот работник. Зошто се прави тоа? За да се деградира, за да се омаловажи, за да се чувствува помалку важно таа личност. Најмногу гледам недоречени работи во овој закон во делот на вонсудските постапки, каде што се предвидени постапка за посредување, каде што е предвидена постапка за посредување, луѓето како што знаат да ја кажат медијација. Во таа постапка ниту е регулирано кој може да биде посредник, значи само е регулирано дека тоа е од кругот на вработените, ниту какви критериуми треба да исполни тоа лице, ниту што треба да има завршено, дали треба да има завршено високо образование или не и слично, значи само се предвидува дека тоа да биде од кругот на вработените. Понатаму нема предвидено и некои рокови што во случај ако тоа посредување е неуспешно, значи има предвидено рок што ако не се избере посредник, меѓутоа што ако е тоа неуспешно, немаме рокови, имаме некои контрадикторни работи во однос на тоа дали треба да има предупредување претходно или не треба, односно дали тоа е задолжително или не.